Пописот е статистичка операција, не политичка операција. И ние како држава 20 години сме ускратени без да ги имаме основните елементарни податоци кои што ни се неопходни. На нас како влада, меѓутоа особено како Министерство за труд и социјална политика, при креирањето на нашите политики, при носењето на законски решенија, при носењето на одлуки кои треба да одговорат на потребите на граѓаните, основно е да ја знаете структурата на вашите граѓани. За нас е битен бројот на вработени, невработеноста во колкав процент, вклученоста на жените на пазарот на трудот, колкав е процентот на еднородителски семејства, колку се корисници на гарантирана минимална помош, колку од нив се вешти за да можат активно да се вклучат на пазарот на трудот. Значи, сеопфатна статистичка процедура која што треба да ги одговори најважните прашања на оваа држава. Пописот почна. Фактички од 1 март започна попишувањето на бездомните лица и ние заедно со директорот на Државниот завод за статистика го посетивме пунктот во Визбегово, каде што почна попишувањето на бездомните лица. Така да, јас верувам, почитувајќи ги протоколите за заштита од пандемијата со COVID-19, дека попишувањето не е ништо поризично отколку нашите секојдневни активности кога одиме на работните места, кога одиме да купуваме храна, кога одиме на лекар и така натаму. Сите попишувачи, поминувајќи низ онаа регуларна обука со која што треба да бидат обучени на кој начин треба да се спроведува попишувањето, секако дека имаат дополнителна обука во делот на протоколите, заштитните мерки кои што треба да ги имаат, дали треба да носат заштитна маска, да носат визери, да имаат дезинфекциони средства, да носат ракавици и на тој начин штитејќи се себе си ги штитат и граѓаните кои што одат на попис. Многу е сериозно прашањето за заштита на населението од ширење на пандемијата со COVID-19 и како влада одговорно ги преземаме сите неопходни мерки.